Со доаѓањето овде како епископ Величко Дремвицки, има една голема, така поголема област, идат на ова свето место. Знаете, Охрид, како древен град, како еден голем светилник, уште во почетоците на христијанството, станвите еден духовен центар. И затоа имаме и, како што гледаме овдека, имаме доста ранохристијански цркви, базилики. Некаде околу 26 до 30 ранохристијански базилики ги имаме само во овој стар дел. Доаѓајќи Свети Климент во Охрид, доаѓаат и на старото место каде што имало исто ранохристијанска црква, ја гради то, да речеме, манастирче, не бил голем манастир, гледано и неговата црква била помала. Тоа е предниот дел на овој храм, тој е олтарот денеска. Иначе, фактички таа е прототипната црква на Свети Климент. И почвит и го обновува това место, го посветува на Свети Пантелеймон, правите еден духовен центар, како што знаеме, и од кој тој духовен центар ни излегвет околу 3500 ученици. Да речеме, бил еден скрипториум во тоа време, каде што се препишувале книги, се изучувале тогашни познати науки, што биле потребни за тогашниот познат свет. Црквата, почетокот на црквата, како што била како помала црква, тролисна црква која што имаме, бидејќи бил еден вид на една келија, на едно го викаме ние во изворите како монидрио, тоа значи еден мал манастирче. И после, со тек на времето во низ вековите, гледаме дека од 9 век па се до 15 век, ова црква ќе се прошири. Западниот дел на Свети Климентовата црква ќе биде турнат и после натаму ќе биде проширен сигурно то некаде кон 12-тиот 13 век ќе биде проширена и ќе заврши во 15 век. Плавашник е за нас еден духовен центар, едно место каде што не потсеќа на нашата историја назад, на нашето богато минато, така и не поучуваат да ги следиме стапките на Свети Климент. Таа замисла била исто да се направи тој универзитет повторно во чест на Свети Климент, со библиотека, со галерија, се воведе теолошки факултет пак назад, конаци манастирски и со тек на времето веруваме дека тоа ќе се овозможи. Исто важно е тоа што ги гледаме и овие археолошки наоѓалишта, што се важни, што не се потсеќа дека имаме еден континуитет на целата историја, не е ништо што дека Свети Климент дојде и направи нешто ново. Така, на она што беше постоечко, го обнови, го доизгради и го продолжи, и тоа ни дават и нас, не задолжи Свети Климент, и ние така понатаму да продолжиме со истото темпо и дело. Ова година славата на Свети Климент и празнувањето ќе се обележи од 8 вечерта. Ќе имаме вечерна богослужба со нашиот надлежен архиереј Дедо Тимотеј. И со името на Бога, другиот ден, ќе имаме утрена богослужба и света божествена литургија, што ги началствуваат исто неговото високопреосвештенство Дедо Тимотеј.